И покрај спроведувањето на реформите одредени од Европската комисија останува ситуацијата на загриженост за неказнивоста, говорот на омраза, дискриминацијата врз жените, ромите и припадниците на ЛГБТ заедницата е заклучокот за Северна Македонија во годишниот извештај на Amnesty International. Во документот се нотира дека се уште обстојува дискриминација на база на етничка припадност, религија, пол и сексуална ориентација и дека таа била дополнително засилена во периодот на пандемија. Во делот на правата на ЛГБТ заедницата извештајот забележува дека има законска рамка, но и недоволна независност на Комисијата за антидискриминација. Вработувачите не успеа да ги имплементираат COVID-19 мерките со цел да им помогнат на родителите кои работат, диспропорционално погодувајќи ги жените од кои дел незаконски добија помали плати. Во текстилната индустрија жените работнички добиваат закани за откази и необновување на договорите за вработување, се заклучува во извештајот. За ситуацијата со ромите, документот вели дека оваа заедница била дискриминирана во пристапот до финансиски средства поврзани со COVID-19. Наместо поддршка од владата, семејствата од рандливите категории повремено добиваа хуманитарни пакети од невладини организации, стои во репортот. Наодите на Amnesty International за состојбите во Северна Македонија доаѓаат во пресред на утрешниот светски ден на ромите. Владата денеска најави подобрување на ситуацијата во ромската заедница. Владата продолжува со интегративните и афирмативните мерки во постигнувањето на стратешките определби за ромите во Република Северна Македонија. Имаме политичко представување на ромите во владата, во мојот кабинет, во парламентот, во општините, во институциите. Политичко представување на ромите и пропорционалната застапеност треба да продолжи да се рефлектира и во останатите ешалони на централната и локалната власт. Во однос на конкретните политики и мерки од непосреден интерес за ромската заедница е моделот за домување на најранливата категорија меѓу кои ромската заедница. Глобалниот извештај на Amnesty International опфати 149 држави. Организацијата која се занимава со степенот на човекови права за 2020 заклучи дека била кризна година која го потресе светот, која ги заостри нееднаквостите, но и која дава можност на политичарите и лидерите преку меѓународна соработка да изградат поправетна иднина. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.